По Струмица, водата од Брана Турија се забранува за пиење и во општина Василево. Речиси 2 седмици откако Центарот за јавно здравје и Агенцијата за храна и ветеринарство соопштија дека водата што Струмичкото комунално претпријатие ја дистрибуира до домаќинствата не е безбедна за пиење и готвење, слични резултати стигнуваат и за водата во Василево. И двете комунални претпријатија користат вода од Брана Турија. Доцна синоќа општина Василево на своите профили на социјалните мрежи извести дека по најновите резултати од направените физичко-хемиско и микробиолошки анализи, Василево и населените места Градашорци, Ангелци, Едрениково, Добрашинци, Нова Маала и Чанаклија не треба да ја користат водата од водоводната мрежа за употреба и пиење. Ова не е прв пат водата од водоводот во Василево да е забранета за пиење. Такви забрани имаше и во февруари годинава и во јануари 2023 година. Тогаш општината соопшти дека водата е заматена поради обилни врнежи и наглиот пораст на нивото на Брана Турија. Општина Василево побарала дополнителни анализи на водата за пиење во наредните денови и од Центарот за јавно здравје и паралелна анализа од акредитирани лаборатории. Појаснуваат дека екипите се на терен и работат на надминување на состојбата и решавање на проблемот, а граѓаните ќе бидат дополнително информирани. Општината вели дека изминатиот период направиле сериозен зафат на филтер станицата Ташли Баир. Ја промениле кварцната песок која не била променета 18 години од изградбата на филтер станицата, а ја замениле и целата електроника. Това не знам, не има водовод. За пиена од систему не пиеме вода од Браната. Цело времето, во таму веќе не пиеме. Некако незгодна вода. Биде веќе 3 месеци не го пиеме таа вода. Не е чисто, треби излева од него, многу мерисе, песок излева, не е чисто значи. И ние не знаеме што ќе правиме. 30 наредна шиша вода. Има 3 месеци толку. Не е чиста, многу ѓубре излезе отнатре. Тешко е. Не манџа не можеме да готвиме ни ништо. Се од дикјано купуваме вода. Ситуацијата со водата во Василево дава нов тек и на случајот со загадената вода во Струмица, проблем кој изминатите седмици е тема и на партиски препукувања. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, а потоа и министерот за земјоделство обвинија дека општината и градоначалникот со несериозно и недомаќинско работење имаат вина за проблемот со водата. Затоа синоќа по објавата на општина Василево за состојбата со водата се огласи и градоначалникот на Струмица Костадинов, кој апелираше ваквите проблеми да не се политизираат, туку да се најде заедничко решение, бидејќи како што напиша на својот Facebook профил, со слични предизвици покрај Струмица и Василево се соочуваат и Тетово и Гостивар.